2 милиарди денари исплаќа Фондот за здравствено осигурување на годишно ниво за примарната здравствена заштита. На почетокот од овој месец на матичните лекари им е исплатена и поголема капитација, пари кои фондот ги обезбеди од буџетот за 2016 година. Ова пак според директорот на Фондот за здравство придонело за зголемување на бројот на матични тимови во земјава. Така, од пред неколку дена нови 40 матични доктори започнаа да работат и пружаат здравствени услуги за пациентите. Тоа се 40 повеќе доктори кои што ќе пружаат здравствена заштита за нашите осигуреници и тоа се 40 доктори плюс кои што ќе бидат достапни за нашите осигуреници и тоа се 40 доктори плюс распоредени из Република Македонија кои што ќе допринесе за поголема достапност на здравствената заштита. Така што тоа е еден позитивен тренд, еден позитивен чекор во македонското здравство и значи дека македонските лекари веќе согледуваат економска исплатливост да работат како матични лекари, да работат со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и со државата. Од фондот се надеваат дека зголемувањето на капитацијата која е резултат на барањата и преговорите со матичните лекари ќе придонесе за подобрување на квалитетот на здравствените услуги за пациентите, но и поголема мотивираност кај докторите. Во таа насока се и ред други измени кои фондот ги реализираше во изминатиот период, меѓу нив и намалување на казнената политика за примарното здравство. Исклучително е важно што изминатата година воведовме уште неколку новини во работата, тоа е согласно политиките на владата за релаксирање на казнената политика, ги намаливме одредени казни, прилично ги релаксиравме лекарите да бидат покомотни во својата работа и повеќе време да посветуваат на пациентите, а исто така ја гарантираме и исплатата на финансиските средства до матичните лекари и таа оди без никаков застој навремено онака како што тоа е уредено во меѓусебните договори. Според податоците на фондот, во моментот во земјава работат вкупно 1564 тимови на матични лекари.